најме професор на заменик началникот на Пустец, магистерот Васил Стелјевски. Јас сакам да го прашам професорот Колумбис, но се прекина врската. Едно кратко прашање. Да. Само бидејќи Република Албанија има признаето македонско малцинство, може би малку, бидејќи само мала преспа 5000 жители, но сепак има признаено, тоа е факт од сите соседни земји дека признано македонско малцинство. И моето прашање беше кратко до професорот Колумбис. Ако се сега Македонија го смени името, како ќе се викаме ние македонците во Албанија? Значи како ќе не викаат нас, кои сме признаени како македонци? Како македонците наши во Мала Преспа ја дефинираат фактичката ситуација? И македонците во Албанија го поддржуваат македонскиот народ и изразуваат солидарност со него за непромена и зачувување на името Македонија, бидејќи тоа име е поврзано со сите македонци заради кај се наоѓаат. Македонците 1991 година во Македонија се изјаснија за Република Македонија самостојна држава, значи нема потреба повторно да се оди на референдум што ќе ја гласаме. Затоа значи не само македонците во Мала Преспа кој кажавте, и македонците во горе и Голо Брдо, ние веќе на 24 февруари ова година организиравме и протест во Пустец кај што учествуваа сите македонци, сите делови и кај што дадовме поддршка на Македонија за неменување на името. Затоа што ви уште еднаш како кажав, тоа име поврзано со сите нас. И Грција не прави проблем само на Република Македонија, таа не прави проблем и нас на македонците во Албанија. Пред се ние 2005 година го прогласивме 16-катното сонце на Александар Македонски од Кутлеш за символ на општината. Да, тие сега веќе е символ на општината 3 години и тие правят проблем да го спречат тоа да не го усвојуваме, но не помина тоа. Исто така, кога регистрирахме Македонска алијанса за европски интеграција, исто правеа проблем по судовите притисок за да не се регистрира. Значи тие на нив не му пречи името Македонија, на нив му пречи ние македонците. Не е проблемот сега од пред 10 години, значи проблемот е пред 100 години и повеќе, бидејќи сами и нашите македонци од Мала Преспа кажуваат за нивните татковци, дедовци кои служеле во грчка војска, бидејќи едно време бевме под Грција и кои што ги тепале македонци затоа што збореле македонски. Тие не сакаат ако автоматски ако признат ако признат Македонија како држава, тогаш нема ќе треба да признат и македонско малцинство. Добро, и за крај, младите едината останува, што би додале вие? Исто ја само би кажал дека македонското име е најстаро во Европа, што зачува, значи за ова име генеле генерации да го зачуваат. И значи сега нашите политичари што се во Македонија немаат право да го менат овој мандат, како што кажавме, и преска да го менат ова име. Ние во овие години, сите 15 години го слушаме само зборот компромис, но никаде не гледаме компромис, само гледаме попуштено македонска страна, менуваме устав, менуваме знаме и сега мислам и овако се мени, ако помени ово име, значи ќе остане за генерации и тоа и постои можност да не избришат. Значи за тоа апелираме никакво менување на македонското име, бидејќи тоа е вековно име и наше име. Нас навистина не охрабри мерки што ги превзеде владата кај што побара прават на македонците во Егејска Македонија. На тоа навистина не охрабри бидејќи редно време беше ние самата Република Македонија како држава да се интересира за малцинствата во соседните земји да бара, бидејќи само така ќе имаме ние кога не само кои други ќе ни бараат, бидејќи ние имаме наши македонци да се грижиме по соседните земји. Само така ќе се чува Македонија и ја апелирам шенаш и до македонскиот народ никако да не дозволи промена на името, исто така и до политичарите и до самата Република Македонија. Време е да направи национална стратегија за малцинствата. Бидејќи ако ние бидеме организирани нашите земји кај што живееме, ние ќе чуваме македонската држава. Интересно е навистина дека мораме по секоја цена да бидеме обединети како што спомна младиот магистер, бидејќи Македонија ќе опстои само ако имаме национален консенсус и национална стратегија.